црвени лоосип, јадеж. Ова се некои од симптомите кои се јавуваат на кожата при алергиска реакција од сонцето. Оваа алергија се појавува кај 20% од луѓето, а може да се појави како реакција од креми, лекови и слично. Се јавува генерално едно црвенило, еден јадеж, изразен јадеж и цели плаки можат да се јават во зависно каква е реакцијата на организмот и се манифестира како испакнување, односно кожна едно црвенило, хиперемија на самата кожа над ниво на кожата. Како да сте нешто како да сте изжурани од коприво, го кажувам чисто као компарација за да ви одолувам сликата, пошто не можам поедноставно да ја објаснам оваа реакција. Значи, кај ваквите пациенти, манифестната реакција штом се јави и тие треба веднаш да се јават на лекар, затоа што кај различни луѓе различно, кај некој многу брзо се манифестира и мора многу да се реагира брзо, во смисол да може да се јаве реакции и на респираторниот систем како стридор, тешко дишење, значи тоа е више една генерализирана анафилактичка реакција што може да настане и од сонце, и од убот, и од лекови, значи од многу различни алергени. Би апелирала веднаш да се јават на доктор без разлика дали е брза или спора реакција алергиска, за да не дојде до други проблеми. Се размислува да се оди во типот на терапија во однос на намалување на јадежот, намалување на инфламацијата, иако може да се повлече воспалението самото, односно да се повлече кожната манифестација кај овие пациенти. Би сакала да кажам само кај многу една акутна состојба, односно хитна состојба за пациентите, тоа е анафилаксата, може да се предизвика да се јават многу манифестации на ниво на повише органи, на ниво на респираторен систем, стридор, гушење, па да мора докторот веднаш да реагира. При појава на осипи по кожата потребно е пациентот веднаш да се јави на доктор, но важна е и превенцијата, граѓаните да бидат предпазливи и да се заштитат од зраците на сонцето. Пациентите што имаат фотосензитивна ортика, односно предизвикана од сонце, прво и основно мора да се избегнуваат сонце колку што можат. Знаете колку е тоа неможно, но сепак, значи да ја покриваат целата површина на кожата со светла, лесна облека, да носат секогаш заштитни очила, да носат капи, шешири, зависно тоа кој како може кој како сака едноставно, и да користат доста сенка, климатизирани простори, да избегнуваат кога е најако сонцето. Има заштитни креми со висок голем заштитен фактор, има и дополнителна друга терапија. Овие пациенти што веќе имаат значи изреагирано на еден таков алерген, се подготвени и знаат како да реагираат. Алергијата на сончеви зраци се почесто се јавува кај луѓето. Манифестацијата може да биде на различни нивоа. Препораките од докторите е да се внимава при изложување на сонце и при секоја промена на кожата да се посети матичниот лекар за да не дојде до можни дополнителни компликации.